Од 2 јуни во Кочани започна да важи новата методологија за пресметување на вредноста на зградите за живење и другите градежни објекти. Со неа градот е поделен во 5 зони со различни бодови според кои се пресметува вредноста на објектот. Ваквата новина помина скоро нечујно, откако кочанската јавност беше преокупирана со информациите за покачувањето на цените на водата за пиење и канализацијата, но и со воведувањето на наплатата за паркирање. На последната седница на Советот, при разгледувањето на одлуката за примена на новиот начин за пресметка на пазарната вредност на градежните објекти, беше побарано објаснување од општинската администрација, што ќе значи воведувањето на новината. Одлуката за утврдување на просечна пазарна вредност на градежните објекти мораше да се промени, бидејќи во делот на преамбулата требаше да се усогласи со новата законска регулатива и во еден член да се поврзе едноставно методологијата и зонирањето со просечните пазарни вредности. И покрај деталното објаснување што ќе значи примената на новата методологија, меѓу советниците се појави дилема дали таа нема да доведе до зголемување на давачките за данок на имот, што граѓаните го плаќаат на општината. Директно ќе се бркне во джебот на граѓаните. Најголем дел ќе го почувствуваат преку данокот на имот, значи со оваа одлука ќе имаме нов начин на пресметување на данокот на имот. Со оваа одлука од сега па натаму, значи и дворното место кое што го користат граѓаните ќе биде вклучено во пресметката на данокот на имот и тоа ќе представува дополнителен товар на граѓаните. Ако до сега плакале 1000 денари на годишно ниво, со новата методологија да ги поедноставниме работи и да бидеме јасни во интерес на граѓаните колку би сега плакале. Нашите анализи покажуваат дека во 5-та зона вредноста на градежното земјиште утврдена со претходната методологија изнесуваше над 20 евра во денарска противвредност, меѓу 20 и 25 евра. Сега е 3. Да? Значи ние ќе имаме намалување на пригоди. Друга е работата дека ова ќе повлече финансиски импликации во делот на данокот на имот. Сепак, појаснувањето од Мехмет не ја намали тензијата во дискусиите на советниците од опозицијата, според кои ова е само прикриен начин да се обезбеди зголемување на приходите на општината преку повисок данок на имот. Луѓето што поседуваат двор 500 квадрати и куќа 200 квадрати и живеат на село, значи ли тоа дека сега ќе плаќаат двојно, тројно повеќе или народски преведено, како што вие сега кажете, прва зона и втора ќе се безбедни, помалку ќе плаќаат, народски преведено, поградовски. Дали стапо ќе го јадат само тие што живеат на село? Облогот за 2015 година веќе ќе имаме нов испеглан и усогласен закон кој нема уопште да ги погоди граѓаните на општина Кочани. Не знам, се смеете, ама овде манипулирате со покачување. Ви кажа колегата ова, суот месме дека во руралните, ова точно во селата ќе има намалување од 20 на 5 евра ќе видела. Значи тоа не е зголемување на вредноста на градежните објекти и на градежното земјиште, е драстично намалување. Колега Спирко Ѓорѓиев, не демантираш, туку сакаш да извадиш само еден сегмент од нашата дискусија. Значи конкретно, секој кој што живее во град Кочани, до сега е плаќал данок на имот само за куќата, од 2015 ќе плаќа данок на имот и за куќата и за дворот. Значи ќе има логички зголемен на сума на данок на имот. Тоа сакаме да го кажеме и ние сме против тоа. Од целата оваа дискусија произлегува еден заклучок. Значи помалку ќе плаќаат оние кои што купуваат земјиште, ќе се намали таа ставка, додека народот кој што има имот и има дворови, значи неговата ставка на данокот имот ќе се зголеми за толку колку што ќе му оценат дека има дворно место. Тоа е целата оваа дискусија, многу работи се кажа конфузни без да се појасне што е, како е, зошто е. Суштината е дека се планира зголемување на сметките на данокот за имот и тоа токму за дворната површина како ќе биде. За крај од дискусијата, од општинската администрација дадоа објаснување дека покачување на данокот на имот можело да има,
но сепак тоа не би било многу големо. Во даночните решенија што ќе ги добивате, вредноста на градежниот објект ќе биде посебна, а дворното место кое ќе се третира како градежно земјиште ќе биде посебно. Разликата на сегашната вредност со решенијата што ќе ги добиете може да биде минимална. Сигурно проценката, нели, кога се прават повеќе пати проценка, ќе има некоја разлика. Меѓутоа да биде драстична, дека ќе бидат задолжени граѓаните со некоја не знам каква сума, нема да биде. Со одлуката за определување зони и пресметковни бодови за утврдување на пазарната вредност на зградите и другите градежни објекти, во првата зона нивната вредност ќе биде 200 пресметковни бодови по метар квадратен. За втората зона тие ќе изнесуваат 150, за третата 120, за четвртата 100 и за петата зона 80 пресметковни бода. Вредноста на еден бод е 1 евро, а примената на методологијата веќе започна со усвојувањето на одлуката од страна на Советот на општината.